Златен медал за Дејан Георгиевски на Скопје Open, турнирот кој што се одржа викендот во Скопје, таеквондо, навистина водечки спорт во нашата држава. Дејан, добро утро, ти благодарам што одвои време за да бидеш дел од Македонија наутро. Добро утро и благодарам на поканата. Импресивен беше патот до златото во Скопје Open викендов за тебе? Така Имаше силна конкуренција. Точно да, за прв пат се случи ова. Од кога ќе тренирам скоро 20 години, до сега сум немал ваков настап, сум немал толку добри противници. Обично сум имал еден противник или двајца и тоа не биле некои предобри, но благодарение на турнирот што го организираме, Македонската таеквондо федерација, таеквондо клубот Бутел, и секоја година станува се посилен. Оваа година имаше пеколна конкуренција и најбитно од све тоа што ни носи поени за Олимписките игри. Освои важни практично бодови за олимписка норма. Што е клучен чекор за настап на неголемата спортска сцена? Па да бидете со време активни и да вие континуирано да измате медали да освојувате, не е битно. Мислам, некој пат е битно дали е прво, второ и трето, но вака на долг рок кога гледате не е битно, бидејќи поени се собират 4 години до Олимписките игри и најбитно да влезете во првите 5 на светската ранг листа и така фаќате норма директно. Така да секој поен и секоја победа е битна, а ако е медал нормално уште подобро, бидејќи носи што повеќе поени. Драги ли се ваквите, ова е златниот медал кој што го усвои? Така, да. Ваквите медали во твојата кариера, зборуваме и кога ни донесе сребро од Олимписките игри. Ние сите бевме пресрекни, презадоволни, затоа што навистина на преубав начин ја представуваш нашата држава, меѓутоа ова злато навистина вредно. Така е, да. Сите медали за мене се вредни, знаете како некој во финали да изгубам, но јас ако се борам како што треба и ако сум задоволен од самиот себе, не ми е битно дали тоа било злато или бронза или сребро, бидејќи си гледам сам на себе до каде ми е формата, знам што е следно и имаше еден период кога што многу коментираа дека ќе биде ли тоа злато, јас им кажав ќе биде тоа кога навеќе ќе треба. Така да ќе оставиме тоа за понатака, ете баш ми е мило што тоа беше тука кај нас во Скопје, да може да и македонската публика да види едни убави борби. Да, одлична организација, повеќе од 1000 надпреварувачи, 41 држава, споменети, вистинска конкуренција. Какво е чувството кога настапуваш тука пред домашна публика? Верувам дека и тоа ти значи многу. Па така да, но знаете како на некој тој им е дополнителен притисок и ме викаат сите дека е најтешко да се бориш дома пред своите, но зависи како ќе си го сватите тоа. Мене ми е по-окей бидејќи не патувам никаде, тука сум, ќе си преспиам дома, ќе станам наспан, знаете кога ќе отидете некаде некој надпревар па дека се навикнете ден-два. Мене ми беше окей, баш ми беше мило, ќе ви кажам пак, бидејќи имав таква конкуренција за да може да им представам на македонската публика да ме гледаат, бидејќи кога да има претходно надпревар, јас не настапувам бидејќи немам со кого да се борам. Се чувствува ли енергијата на публиката во тие моменти? Како не. Како што викаат, нели, публиката е 12-тиот играч, така да многу се чувствува и баш од тие најтешки моменти, бидејќи повеќето тие што ме гледаат тука се сите спортисти, повеќето од нив тренирали таеквондо и знаат кога е најпотребно да се даде таа мотивација при крај на борба или кога се гледа дека кондицијата паѓа фокусот, тоа се тука да ве бодрат и да дадат мотив плюс да продолжите до крај. Меѓутоа се чувствува и неговата енергија практично и нормално, дај Боже да останеш во ваква форма и се разбира остануваш од еден од македонските адути за остварување практично за олимписката норма. Така да, знаете како ја многу е потешко да се освои олимписка норма отколку да се освои самиот медал, бидејќи олимписка норма да се освои треба 4 години да се бори, таа медалот е само еден ден настапот на Олимписките игри, така да се надевам дека со Господ напред ќе биде секој што треба, ќе нема никакви повреди и да израдуваме Македонија повторно. Да, Олимписките игри ти се навистина добро познати. Очекуваш повторно? Па да, очекувам нормално, да, мотивот е тука. Ние пред да отидеме во Токио ведевме златен медал, не донесовме сребрен медал, така да треба да го исполниме тоа. Сега ќе биде плюс нешто за нас, бидејќи претходно кога отидовме на Олимписките игри, тоа ни беше све ново. Никој до сега немал настап на Олимписки игри и не сме знаеле што е како е, мада благодарение на тренерот тој беше добро информиран за се, добро ме подготви психички и физички за таму, но сега ќе биде подруго веќе кога знаеме како е таа цела организација, како е тој настап, мислам дека ќе ни биде полесно овој пат. Го спомена тренерот, колку е важна неговата поддршка во овој моменти? Многу е важно, бидејќи ние цело време тие противници што ги знаеме пред настапот, правиме планови, правиме тактики што како да работиме и секако ние претпоставуваме што ќе работат противници, бидејќи ни се добро познати, но и тие ја менуваат тактиката и многу е битно
измеѓу рундите или дека тече самата борба, да видиме ако има некои промени кај противникот или кај нас, одма тука тренерот од таголот позади ви кажа што да правите технички до некаде и он ја води целата борба од позади од таголот. Јас сакав сега да прашам, има ли разлика помеѓу надпревари и тебе, како ти, како олимпиец? Чувствуваш различен притисок или надпревар си надпревар? Па нормално има различен притисок, не се баш исти надпревари, како пример овој пат сега тука стварно имавме добра конкуренција многу, а некој пат има ќе отидете некој надпревари, мора да бидеме реални, нема пријавени некои многу добри надпреварувачи, па таму ќе поминете многу полесна, на пример европско, светско гран при, тоа е веќе врвна класа, бидејќи таму настапуваат само најдобрите и секако и самата организација кога ќе видите како е на турнирот направена, ви покажува дека се работи за различен турнир, но ја тоа имам поминато све и веќе мене ми е буквално све едно, како дали сум настапал тука кај нас на Скопје Опен или тоа Гран При или светско првенство, јас сум си фокусиран исто и сите надпревари ги гледам како едно. Следува богата спортска и набиена агенда за вас. Следува европско првенство? Така е, да, следниот месец имаме европско првенство во мај. Овој надпревар тука кај нас беше на добро увертира да видиме до каде ни е формата и што треба да поправиме. Сега крај на месецов заминуваме повторно на припреми, да се подготвиме, да направиме таму тактика, да поправиме тоа што ние видовме дека ни фали на овој надпревар, иако некој мисла дека тоа не ни фали ништо, бидејќи освоивме златен медал, но секој пат има што да се поправи. Значи, добри биле претходните припреми во Крушево. Така, да, баш добри припреми изработевме во Крушево. И така да направиме уште едни подготовки, да отидеме максимално спремни на европското првенство. Дејан, остали нешто неосвоено? Има ли нешто конкретно што сакаш да Има, да. Значи има медал од Балканско првенство, од Европско, Медитерански игри, од Олимписки игри, а нема медал од Светско првенство. Тоа само ми фали, да, и се надевам дека следната година ќе го исполнам тоа. Ние ти посакуваме. Да, така заокружиме разговорот, значи ли тоа дека македонското теквондо сепак е на врвот кога станува збор за спорт во нашата држава и се разбреве, посакувам уште вакви многу медали за. Па можеби ќе бе нескромно да кажам тоа јасно, мислам дека резултатите го кажуваат тоа, бидејќи веќе последниве 10 години во континуитет имаме медали од високи надпреварувања од 2017 навака, па видите скоро 10 години од кога донесовме првиот медал од европско првенство, па навака цело време имаме добри резултати, така да сигурно дека е на врвот теквондо. Ти благодариме за учеството и посакуваме злато светско, како што кажа се самиот. Благодарам јас. Благодарим што еднаш.